Жителите на радовишките села Бучим и Тополница со децении ја делат маката за чиста и здрава вода за пиење. Изградени во најнепосредна близина на рудникот за бакар и злато Бучим. Речиси цела година вода носат со цистерни, буриња и стомни од другите населени места во околината и од градот Радовиш. Прашина доваѓа многу деца. Пред една година најмалку 20-30 деца лежаваше во болницата од жуток. Од нехигиена од водата. Јаловина прашина кога минира ветерот донева тука, смрѓава од динамит. И многу тешко проблем. А ние имаме сега и со здравје проблеми. Сега имат едно нов рудник направено тука од Полани и сега таа е многу штетно. Многу јака киселина имало тоа. Во Тополница ве пречекува неверојатно кисел вкус на воздухот, кој ви го гребе грлото и ја суши устата. Жителите му свикнале, веќе не го ни приметуваат. Велат дека се уморни од алармирање за сите проблеми што им ги прави рудникот, бидејќи никој не реагира за оваа состојба. На се сме загадени. Малку ветер, јаловина имаме, природа веќе немаме, водата не се пие, ние што имавме бунари стари вода, ни едно веќе не може да се употребува, не за пиење, дури не може да се ни тушираме. Директорот на Бучим признава дека има проблем со водата, но го решавале најдобро што умеат. Ги снабдувале селата редовно со вода, освен во одредени кризни периоди во летото, кога вода нема ниту за пиење, ниту за рудникот. Според него Бучим и Тополница се наследени проблеми уште од отворањето на рудникот и со нив се обидуваат да се носат. Жителите од село Тополница, кое се наоѓа под браната, е наследено село уште во изградбата на Бучим пред 40 години, можеби тогаш требало да се дислоцира селото затоа што реално представува психолошка опасност. Само психолошки и доволно е да биде опасност. Се наоѓа селото под брана која има 8-9 милиона кубика вода, но тоа не е вината на овој Бучим. Бучим пред 10 години беше лоциран како жешка еколошка точка во државата, особено поради отпадните води и огромното јаловиште. Таму со донација на Холандија се почна проект за третман на отпадните води, а голем дел од јаловиштето се пошуми. Сепак проблемот на жителите за чиста вода за пиење и понатаму е отворен и представува болно прашање на 21. век.